Нема најави за некаков евентуален договор меѓу пратеничките групи за новиот изборен законник. Координаторите утре повторно ќе седнат на заедничка маса во нов обид да постигнат договор и со тоа да го усвојат законското решение пред новиот рок што го постави Европската Унија за постигнување уште еден чекор од реформската агенда. Председателот на Собранието Африм Гаши на денешниот брифинг со новинарите истакна дека тоа е за гласање на диаспората, доколку државата обезбеди тајност на гласањето. Принципиелно јас сум за електронско гласање на диаспората и дури сум за тоа да се овозможи и во земјава. Со овозможување електронско гласање на диаспората ќе го постигнеме начелото дека секој граѓанин има право на глас, но доколку државата е подготвена да обезбеди тајност на гласањето, мора да се има добра волја и разбирање, бидејќи за овој закон потребен е консензус од партиите и не е добро да се останува во ровови или во исцртување црвени линии. Од СДСМ велат дека Мицкоски и ВМРО-ДПМН немаат намера да се откажат од, како што велат, манипулациите и злоупотребите на над 200.000 гласови од диаспората. Опасно и загрижувачки е тоа што ВМРО категорично одбива Државната изборна комисија со консензус да ги регулира процедурите за гласањето на диаспората. Од што се плаши власта? Ако навистина нивната цел се фер и демократски избори, тогаш зошто бегаат од механизам што обезбедува контрола, доверба и согласност меѓу сите политички чинители? Но вистината е дека нивната цел не е подобар изборен процес, туку отворење простор за изборен инженеринг и манипулација. Премиерот Мицкоски вчера со отворена понуда до опозицијата дека е подготвен да прифати една изборна единица, како и барањето на левица за зголемено финансирање на кампањата за помалите партии, доколку се прифати изборниот законник во кој ќе се предвиди електронското гласање на диаспората. Од ВМРО-ДПМН и денеска со критики до опозицијата дека намерно го кочат донесувањето на изборниот законник. Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз се спротивставуваат на решението македонската диаспора да гласа во што поголем број. Како ВМРО-ДПМН предложивме тоа да биде по електронски пат или пак по пошта. Овој предлог беше одбиен од страна на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз, затоа што кај ни владее страв за тоа дека граѓаните кои ја напуштија државата во периодот на нивното владење нема да ја поддржат нивната политика. Во моментов закочена е работата и на Комисијата за политички систем, откако беа поднесени 13.500 амандмани од СДСМ и Левица, поради тоа што сите тие амандмани треба да се преведат. Засега нема ниту најава кога Комисијата би можела да продолжи да работи и дали претходно ќе чека евентуален договор меѓу партиите за изборниот законник.